Зошто Орхан не ја нацрта птицата? Учителот се разболи. На неговото место дојде друг. Носеше очило со сребрена рамка. Влезе во училницата и праша: според распоредот, кој час треба да се одржи, деца? Децата во еден глас извика: час по ликовно воспитување. Добро, но пред тоа некој нека каже која лектира ја учевте вчера? Повторно праша учителот. Учевме за птицата затворена во златен кафес која тагувала за бодликавите грмушки, одговори Орхан. Тогаш да цртаме на иста тема, предложи учителот. Децата многу сакаа да цртаат, веднаш се фатија за работа. Секој настојуваше да нацрта поубав кафес и птица. Некој нацрта врапче, некој славеј, некој канарче, потоа учителот почна да ги прегледува цртежите. Од лицето му се забележуваше дека е многу задоволен. Во секој блок напише висока оценка. Кога стигна до Орхан, застана. Ги намести очилата и погледна во неговиот блок. Кафесот беше прекрасен. Боите меѓу себе убаво се мешаа. Вратата беше отворена. Внатре немаше птица. Каде ти е птицата, Орхане, да не одлета? Праша учителот, галејќи го по косата. Така е, учителе, одлета. Сега е студено, рече Орхан. Учителот ништо не рече. Погледна кон него, потоа се сврте кон прозорите, каде што на стаклото удираа првите капки од есенскиот дожд.